Големи се придобивките и многу на број. Прво и најважно е што е инвестиција во мир на Балканот. Во време кога имаме руска воена инвазија врз суверена држава Украина, ваквите иницијативи и тоа како се добродојдени, бидејќи ги зближуваат народите, ги зближуваат државите, се воспоставуваат врски кои што можеби некогаш биле заладени или недоволно развиени. Конкретно зборуваме за одлични меѓусоседски односи меѓу Северна Македонија, Албанија и Србија, и тоа е првата и најголема придобивка како вредност. Практично гледано, Отворен Балкан е платформа со која што се олеснува движењето на слободното движење на стоки, услуги, луѓе и добра и продукти. Тоа значи дека следната голема придобивка е економската придобивка. Ние веќе имаме зелени ленти на Табановци и на Ќафасан, на граничните премини за камиони, за транспортни возила, посебни за Отворен Балкан, на кои, ако камионите порано, кои што извезуваат од Македонија, од Албанија или од Србија некакви стоки и производи, чекале по повеќе часа, некогаш и по повеќе ноќи, тоа е минато и завршена работа, нема веќе толкаво чекање. Буквално инспекциите и контролите си веруваат, си ги признаваме и препознаваме инспекциите една држава со друга. И тоа значи дека ако некоја роба е проверена во Албанија и тргнала од таму, движејќи се низ Северна Македонија, треба да стигне во Србија или можеби да продолжи кон ЕУ, еднаш ќе биде проверена, нема да биде 3 пати проверувана, бидејќи државите се потпишаа договор, се договорија дека ќе си ги признаваат и препознаваат своите контроли и проверки. Третото ниво на придобивка е она кое што сите со нетрпение го очекуваат да започне како мерка, тоа е отстранувањето на работните дозволи за слободна на пазар на труд за работниците, за луѓето кои што сакаат да работат во трите држави од Отворен Балкан. И тука веќе станува збор за слободно движење на луѓе и на услуги кои што граѓаните ги нудат на професионално ниво. Тоа е така наречениот Open Balkan ID number или идентификацијски број на Отворен Балкан, со кој што нема веќе да има потреба од работни дозволи и ќе може било кој граѓанин на Албанија или на Србија или од Србија слободно да работи кај нас и обратно се разбира. Ние сме во тестирање на софтверите, односно на системите за електронски услуги, како што кај нас има e-услуги.gov.mk, такви системи има и во Србија и во Албанија. Во финална фаза сме од усогласувањето на трите системи, кои што значат електронско извршување на услуги. Се мрежуваат агенциите за вработување на трите држави, тука се разбира се и Министерството за труд и социјала и Министерството за внатрешни работи. Штом се завршат овие, би рекол, финални технички подготовки и тестирања, очекувам дека некаде до крајот на април ќе може и официјално да се промовира и да се лансира оваа мерка. Тоа значи дека граѓанинот на земја, од одредена земја, од, да речеме, граѓанин на Србија, доколку сака да работи во Северна Македонија, најпрвен ќе отиде на својот портал за услуги, ќе се пријави дека бара Open Balkan ID number, идентификацијски број. Потоа системски ќе биде пренасочен кон системите на Министерството за внатрешни работи, за да се провери дали има право да му се, од безбедносен аспект, дали има право да му се издаде тој ID number, и потоа добива потврда дека може да бара работа на пазарот на труд во Северна Македонија. Од тој момент, тоа е исто како да добил работна дозвола. Односно, повеќе нема да има потреба од барање, чекање, па издавање на работни дозволи, него само се вади бројче и со тоа бројче се бара работа слободно на пазарот на труд. Од тука натаму е се исто како претходно, тој граѓанин или таа граѓанка слободно има право да аплицира, да бара работа на пазарот на труд во нашава земја. И обратно се разбира, од кај нас во Албанија, од Албанија кај нас, од Албанија во Србија, во сите возни правци на овие три држави. Треба да се ратификуваат меѓународните договори кои што ја уредуваат оваа материја, станува збор за два такви договори. Едниот договор е поврзан со слободното движење на пазар на труд, а вториот со идентификацијскиот број, кој што е алатка за да се стигне до слободниот пазар на труд. Тие веќе се завршени и се ратификувани во Собранието на Северна Македонија. Знаете дека имавме мало одложување, најпрвен имаше известна блокада од опозицијата, потоа таа блокада беше отстранета, односно опозицијата се одважи и ја тргна блокадата.
помина на комисијата за надворешни и мислам дека некаде пред неколку недели двата закони се ратификувани во собранието. Од тука законски пречки веќе нема. Тоа значи дека тие меѓународни договори се ратификувани и веќе имаат важење на по сила на закон. Се разбира дека се работи на известни технички протоколи како целата мерка ќе се спроведува визави софтверите, електронските услуги, поврзувањето меѓу системите на трите држави, меѓутоа тоа е оперативна работа, не поврзана со легислатива. Уверен сум дека нема, барем не видлива. Велам, имаше известно кочење до опозицијата, веројатно од други политички причини и калкулации, тоа е надминато. Вие ако ги прашате и ако направите анкета и со граѓаните, зборувам за методолошки истражувања национални кои што веќе ги спровели и Конрад Аденауер, и Ендија, и ИРИ, меѓународни сериозни организации, таму се гледа дека поддршката за Отворен Балкан како иницијатива, особено за ваквите економски мерки, достигнува до 80%. Јас мислам дека во држава речиси да не постои друга политика која што се разбира освен патот евроинтеграцијски кон НАТО и ЕУ кој што ужива толкава поддршка и затоа верувам дека не постои политички субјект кој што би застанал против Отворен Балкан при волкава поддршка од граѓаните.